Здраво, вие слушате радио канал 103, ова е 110-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за една нова екранизација на едно од највпечатливите скандинавски жанровски изданија за минатиот, односно за овој век, кое што имаше своја прекрасна визуелна адаптација во 2008 година, со сега веќе култниот филм на Томас Алфредсон, кој што го носи насловот исто како и една од најзначајните скандинавски книги, која што беше издадена 2004 година. И имаше еден немаш толку успешен пренос на американското тло, според мене, со филмот Let Me In на Метривс. Меѓутоа, Ендрю Хиндерейкер сметаше дека може да ја прераскаже приказната во сериализирана верзија, која што нема да го занемари студенилото на оригиналниот материјал, ама ќе успее да го ситуира во американски рамки на едно семејство кое има преживеано непоправлив губиток и таткото на секој можен начин се обидува да ја засити жета за крв на неговата ќерка и да ја заштити пред се од сончевите зраци, живеејќи исклучиво во ноќта. Значајно исчекор е експериментирањето со можноста создавање на лек против вампиризмот, кој што го донесе американската ТВ адаптација на Let the Right One In, која што беше работена за каналот на Showtime. А на почетокот на емисијата имаме музички повратници од Торонто, од Онтарио, односно од Канада. Започнуваме со музичкото патешествие на географскиот атлас од Канада, каде што ги слушаме одличните Blood Ceremony, односно станува збор за еден хард рок, окултен стонер рок со думерски предиспозиции, прогресивни елементи, бенд кој што го знаете како предводник токму со вокалот на Алија О'Брајан, односно вокалистката и флейтистка и воопшто музичар кој што свири на Сайзер, така што сестран артист кој што го предводи овој канадски бенд, кој слушнаме две композиции кои се наоѓа на нивното ново студиско издание, именувано како The Old Ways Remain, односно слушнаме прекрасната The Hellfire Club и Eugenie. Ќе слушнеме уште една композиција од овој албум. Ја избрав The Bonfires од Белок Кумби, каде што се реферира Дансе Макабре, односно другата емисија која што може да слушнете од мене на канал 103. Така што ова е нивниот петти албум, ако не се лажам. Претходниот албум беше Lord of Misrule од 2016 година, во меѓувреме има само една синглка и по едно 7 годишна пауза се враќаат на стамата стонер сцена со уште едно моќно окултно студиско издание. Така што продолжение ги слушаме Blood Ceremony и најавата за ТВ серијата Let the Right One In. А доколку сакате да знаете како да се заштитите од модерни вампири, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира помеѓу сферата меѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за угатнување на енимите на постоењето. Јас сум Зlatko Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнуваме програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, ова е 110-тото издание на емисијата ТВ 103, во која што ќе ви говорам за Let the Right One In, која што представува американска хорор мелодрама, создадена од страна на Ендрю Хиндерейкер, односно не го знаете како сценаристот и продуцент на сега веќе непостоечките Penny Dreadful, Away и Pure Genius, односно овој автор нема среќа со ТВ сериите кои што ги работи за долгорочност, кои што му се канцелирани, па голем дел од нив и ги правил соработка со Showtime, како што работи и за Let the Right One In, имаше Away, ако не се лажам, на Netflix беше, така што слична е судбината на сите серии кои што ги има започнато, кои нема добиено сакана завршница, како што тој би имал намера да биде тоа така. Showtime
важат за канал кој што откажува се освен Super Pumped, Yellow Jackets и Billions. Ако не се лажам со тоа што Billions ќе биде завршено, односно Billions ќе биде комплетирано со последната сезона која што е одобрена. Актуелни се моментално со Ghosts of Beirut, односно таа акцијно шпионска серија, а пред некој месец ги канцелира и Waco, The Aftermath, American Gigolo, The Man Who Fell to Earth, The First Lady, ама затоа ги најавува The Department. Dexter ќе си добие своја нова итерација, односно именувана како Dexter Origins. Ги напоменувам заради тоа што тоа е најавната шпица која што ја слушате. Веќе стои 10 епизоди на TV103, потоа најавена е The Curse и Seasoned, ако не се лажам, беше една од сериите кои што најавија, односно Gentleman in Moscow. Беше последната. Така што не ме сваѓате погрешно, нивниот систем на хартија би требало мене многу да ми одговара, затоа што секој месец би добивал барем по една нова серија за да ви презентирам и тоа би било квалитетна. Меѓутоа, некои приказни бараат да бидат дообразложени, да си добијат своји продолженија, а Showtime има многу лоши навики да кратат серии насреде сезони, односно да објавуваат дека треба да се комплетира една приказна без разлика на тоа дали е направено или не. Така што во случајот на Penny Dreadful на Ендрю беше пресечена бред да може да се затворат сите нишки кои што имаше воспоставено со тоа мноштво на актери, така што сега барем е свесен дека ќе му биде засечена во корен и оваа серија и да нема лажна надеж заради тоа што нема да може да ја комплетира баш на начин на кој што би сакал, без разлика на отворените краеви кои ги ставаат во и го има и тоа во Let the Right One In. Новелата на која што се базира е на Джон Ajvide Lindquist, односно таа е од 2004 година и действието во новелата е ситуирано во 80-тите години на минатиот век во Стокхолм. А во американската верзија Марк Кейн е самохран татко кој што ја штител неговата ќерка Еленор откако таа се претворила во вампир во период од 10 години, од тогаш таа е заглавена во телото на 12 годишната возраст, со надеж дека ќе најде лек, заедно се кријат и трчаат низ земјата, додека тој конечно не одлучи да се пресели во Њу Јорк и таму да ги бара жртвите кои што ќе ја цица нивната крв неговата ќерка. Во меѓувреме Еленор се сретнува и се запознава пред со 12 годишно момче Айсеја Кол, кој што е нивниот сосед. Меѓутоа неговата мајка е шефица на полицијата, така што интригантно е тоа што полицијата ги следи мртвите тела кои што се појавуваат со необјаснети убиства и одземени животи и исцицана крв од нив, така што тука веќе се доближува заканата за да се открие кој всушност ги убива овие луѓе и со која намен. Другата нишка ја паралелизира научничката Клер Логан, која е повикана од низиниот татко да помогне пред се да најде лек за вампиризмот за незиниот брат кој што гори во првата епизода на оваа серија, така што не е тоа некаков си спойлер кој што ви го давам заради тоа што ќе го воочите со самото тоа што ќе ја пуштите воопшто оваа серија. Само жртвата на родителот е главната особеност на Let the Right One In, третманот на вампиризмот како болест без дополнителна мистификација, освен во контекст на тоа, нели, дека нема антивирус за вирусот, е третиран баш во тие медицински окрузи, без разлика на тоа што надприродни сили добиваат тие кои ќе се инфицираат, меѓутоа во нормативот и во контекстот на медицината се третира оваа болест, како и серијата го тематизира нели украденото детство на повампирените кои што се заглавени да не остарат, значи бремето на вечноста ги натежнува, се додека нели има свежа крв која што мора да ја конзумираат ако сакаат да преживеат во рок од 1 саат. Значи тие се правилата на игра кои што се воспоставени во оваа ТВ серија. Нели да не може, затоа бара експедитивност и брзо реагирање од страна на таткото кој што ги наоѓа
жртвите за неговата ќерка, односно условно кажано во наводници земете го низиниот фамилијар, односно познајникот кој што треба да се грижи за да се прехрани во текот на ноќта, така што мора во рокот од 1 час да реагира и да достави свежа крв, во спротивно таа станува нехранлива, ако така може да се каже, односно степенот на коагулација најверојатно нема да им годи на вампирите, така што потребно е брзо реагирање, што значи дека не може подалеку од 1 час да биде оддалечена жртвата од незиниот реципиент, односно од конзументот на крвта на жртвата, што е сериозен, нели, екзистенцијален проблем, посебно во еден Њујорк, каде што се може да се случи додека дојдете во вашиот дом. Има избор за потенцијална храна, ама има и полиција, нели, која што е на чекор од убиецот, кој, нели, бара начин како да ги оправда убиствата, морално релативизира со тоа што започнува да убива педофили и дилери, сметајќи дека на тој начин прави и некаков обид за чистење на улиците во Њујорк, со тоа што овие нанесувачи на зло ги одстранува од нив, меѓутоа не е негово да им пресуди, си постојат, барем последно кога јас проверив закони и институции кои што треба тоа да го работат, а не овој виджиланти лична одмазда. И се јавува и една нишка во серијата на наркодилерите, односно тие кои што ќе може да се навлечат на вирусот кој што представува самиот вампиризам, односно тие што сакаат барем за момент да допрат до ова синтетичко произведено ѓубре на кое што се навлекуваат самите зависници благодарение на докторот кој што си експериментира, односно се обидува да најде некакво си решение за спас на неговиот син. Anything for Blood, Scissors, Broken Glass, Outings, Quoquomodo, Necessarium, Stargazers, More Than You Ever Know, or Say and Die, Monster, What's Done in the Dark. Се насловите на епизодите кои што ова серија ги поседува. Почна со прикажување на 9 октомври, заврши на 11 декември и ја откажаа во јануари, што значи дека 2 месеци се прикажува 10 епизоди со време трајање од околу 50 минути по епизода, што би се рекло дека се гледа за 8 часа. Јас ја збирав во текот на изминатите месеци и јас пресеков на неколку дела, конкретно на 3, за да можам да ја изгледам. За мене беа предолги епизодите за да одвојам непрекинато 8 часа за да направам едно бинџање, меѓутоа тоа не можев да го направам во контекст на ова серија, така што мислам дека доволни дози се ако се редуцира по 3 епизоди да се погледне, заради тоа што би ги добиле тие оптимални 3 часа кои што верувам дека секој може да ги одвои доколку сака да гледа ТВ серии. A&E беа првата компанија која што и купи правата за адаптација, ако не се лажам, во 2016 година. TNT се јавија дека ќе продуцираат во овој период и ништо не испадна од тоа, дури се имаше посебна екипа собрана која што треба да ја работи, меѓутоа во март 2021 Showtime беа тие кои што го нарачаа пилотот, а самиот епизод од Линквист не сакаше да се инволвира, само ги има продадено за ефтино, како што самиот ќе напомене, правата за адаптацијата на книгата во форма на ТВ серија и не сака со холивудската корпорација да влегува во наговестување како треба да изгледа и што треба да изгледа серијата. Едноставно тоа нема да биде неговото дело, туку ќе биде нечија интерпретација на неговото дело, така што подобро е да не се инволвира заради тоа што нема да го добие саканиот продукт кој што веќе би го имал. Значи си го даде неговото одобрение за одличниот филм на Алфредсон, така што нема потреба да се инволвира и во оваа ТВ серија и не знам колку тоа би му го дозволиле. TNT кој што ги напомена дека треба во средината на 2010-тите да ја работат, требаше да снимаат со Кристине Фросет и Томас Кречман, меѓутоа ништо не испадна од тоа. Кристине порасна и не ја снимија серијата.
Ова итерација на Let the Right One In почна со снимање во Њу Йорк на 31. мај 2021 и како што знаете со процесот на снимање на ТВ серии, кој што знае да трае од 6 месеци до 1 година, во контекст на појавувањето на COVID пандемијата траеше и подолго, со многу прекини, така што завршија дури на почетокот на 2022, значи на цела година, со оглед на тоа што потоа нели следи процесот на постпродукција. Ако ја земеме метриката која што имаме на располагање од Showtime, гледаноста на финалето е околу 100.000 претплатници на овој кабелски оператор во САД, што е многу слабо во која и да е кабелска серија во споредба, со оглед на тоа што на овие телевизии најчесто и се гледаат спортски настани, ама едноставно беше не е доволно пласирана оваа ТВ серија во САД, не е ни доволно промовирана и тоа си има сакани или несакани последици без разлика што е прикажана во идеален зимски период односно есенски зимски период во САД, значи можеби мислам дека во недела играш или така нешто како ден. Мислам дека најпроблематични се Showtime со термините во кои што одлучуваат да ги прикажат, дали луѓето не се во домовите па за да ги гледаат, дали ги ставаат во проблематични таймслотси. Во 21 век не можеш да седиш во петок навечер во 20 часот и да ја чекаш некоја серија, например, за да ја гледаш, затоа постојат стриминг сервисите и затоа не може да се очекува милионска гледаност дека ќе има една ниш серија која што пак е жанровска одредница и има која е белег на неа и затоа говорат овие цифри со ниската гледаност. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза и во продолжение ги слушаме Duskwood. Значи од Канада се селиме во Обединетото кралство, односно во Самерсет, од кај што доаѓа Duskwood. Ако канаѓаните имаа фолк елементи во начинот на кој што си поигрува со окултниот рок-н-рол, тогаш имаме прилично американски звук кој што доаѓа од Обединетото кралство, кој што е воочлив за алтернативните рок-н-рол правци од 90-тите и овој дезерт рок, односно стонер рок призвук со вокал кој што многу потсетува на Кајас, така што слушаме еден моќен стонер рок состав од кој што ќе имаме можност од нивниот албум The Last Voyage да пропатуваме со композициите Vagrant, She Calls и Skyriders, три моќни творби од Duskwood и потоа се враќам во етер да ви говорам за актерите и актерките во ТВ серијата Let the Right One In. Уживете! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 110-то издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата Let the Right One In, односно во овој втор сегмент на емисијата, вториот чин, ќе ви говорам за улогите, односно актерите и актерките кои што ги имаат во серијата, предводено од Демиан Бишир, односно него го знаете од филмските блокбастери Godzilla против Конг, глумеше во Land, во Chaos Walking, во The Midnight Sky, во Grudge, Better Lie, The Nun и Alien Covenant, односно тој е Марк Кейн. Тој е таткото кој што убива за да може да преживее неговата ќерка од со помош на крвта на жртвите, кој што тој ги прави за неа, односно тој е во постојана спрега дали е добронамерно или не, одземањето на туѓите животи само за да може да преживее животот на неговата ќерка. Тука доаѓа во игра и католицизамот, со оглед на тоа што тој е верник, меѓутоа како може тој да прави таков чин со оглед на тоа што си зема за право да им суди на луѓето и да им ги одзема животите кои не е негова задача, нели тоа на планетата да го прави, така што се соочува со тој конфликт на интереси и прецена убедувања. Има помош од неговиот кум за да може да се спротистави на моментите кои што го прават да биде монструм во човечка кожа.
со оглед на тоа што тие двајца планирале да отворат и ресторан, меѓутоа баш во моментот кога неговата ќерка е гризната, тогаш тој настанува моментот на повлекување од професијата, без разлика на неговите кулинарски способности и посветување на незиниот живот. И снабдувањето со храна, која што ќе биде повеќе од потребна за да преживее. Покрај него во серијата глуми и Аника Нун Роуз, таа е, знаете, од ТВ серии и од филмови на Дизни, меѓутоа таа глумеше и во одличното инди остварување The Killing of Kenneth Chamberlain, потоа таа се појави и во The Assassination Nation, а во малите екрани ја знаете од ТВ сериите Maid, Dem и Гласот во поземи за Пантеон. Таа глуми Наоми Кол, односно таа е соседката која што на Марк, која што всушност е детективка, која е во потрага по убиецот на исцедените тела кои што ги наоѓа, со оглед на тоа што е започнува да се шират, нели, плејада на мртви тела без никакво објаснување и тела на кои што им е одземена нема прострелни рани, нема оружје кое што може да соодветствува на начин на кој што тие се всушност исцедени, освен и не знаат детективите каде да се движат и каде да ги бараат виновниците, така што Наоми не е ни самата свесна колку е блиску до злосторникот, со оглед на тоа што се живее тој на врата до незината. Покрај нив во серијата третата нишка ја предводи Грейс Гамер, неја ја знаете од ТВ сериите Доктор Death, A Teacher, Мистер Робот, имаше една од носечките улоги таму и се појави во две итерации на American Horror Story, односно таа глумеше во Freak Show и во Кавен, ако не се лажам. Таа исто така ја знаете и од една од најзначајните ТВ серии во последните, не знам, 20 години, The Newsroom. Така што таа ја глуми Клер Логан, таа ќерката на Артур Логан, која ја повикува во неговиот дом за да му помогне во потрагата по антивирусот против вампиризмот кој што е инфициран и неговиот син, во истиот момент кој е инфицирана и ќерката на Марк, која што Клер не се согласува со практиките на незиниот татко за спречување, односно справување со болеста и изнаоѓање на леки, експериментирањето со луѓето, кое што тоа е некаква практика која што има незиниот татко, меѓутоа таа ќе се обиде на најхуман можен начин да му помогне на незиниот брат и со без разлика на тоа што не го оправдува работењето на незиниот татко, таа ќе најде начин да експериментира најпрви на животни, односно шимпанзи, пред да премине на луѓе. Медисон Тейлор Баес ја знаете од ТВ серијата Селена. Америка Got Talent настапуваше како млада девојка која што сака да демонстрира незиниот талент пред жири комисијата. Ја глуми Еленор Кейн, таа е ќерката на Марк и Елизабет, која една ноќ во незиниот двор е касната од страна на вампир и 10 години подоцна не преживува исклучиво од свежа крв. Не може да оди на сонце, што значи дека спие во затемнети простори, односно во Нью Йорк дури си добива своја соба, односно веце без прозорец, која што се спријателува со незиниот сосед Ајзеја, која и наводно исто има 12 години, меѓутоа без 10 години кои ги поминалат во 12 годишното тело. Значи Ајзеја е синот на Наоми Кол, и пред се ја задржува таа нишка од книгата и филмот и во серијата со тоа што Еленор е таа која се одмаздува на врсничките насилници кои го злопотребуваат самиот Ајзеја. Ајзеја го глуми Иан Форман, односно него го знаете од Ordinary Joe. Тој е синот на Наоми кој е врсникот на Еленор и се спријателува со неа, развие симпатија и дури ќе ја прифати како вампирка и нема да сака да се одвои од неа. Еленор е таа на која што е скратено детството и лимитирано во рамките на незиното тело, без разлика на тоа што таа сака да
остави некаква долгорочна врска со некое друго битие освен низиниот татко, меѓутоа не може за огледа тоа што има начин на исхрана кој што не е јавно прифатлив, односно таа е буквално диво животно кое што дома го чуваш и не можеш да се справиш со последиците на начинот на кој што тоа треба да се прехрани, тоа го предизвикува, се разбира, болеста. Без разлика на тоа што животот како човек кој што го имал, односно пред да настане процесот на инфицирање, е одамна заминат и едноставно само челуста, само школгата постои од неа во кое што е незиното тело по кое што ја препознаваме. Уште еден филмски ветеран имаме тука од мали нозе кој што е инволвиран во Холивуд, односно се појавува Ник Стол, кој го знаеме од The Thin Red Line, од In the Bedroom, во еден од моите поомилени филмови од 90-тите Були, потоа глуми во, односно 2000-тите, Терминатор 3, The Rise of Machines, глуми во Sin City, во Mirrors 2, во поновите What Josiah Saw и во ТВ сериите Карнивале и Lock and Key. Тој глуми Метју Дин, тоа е воен ветеран најмен како обезбедување на Артур, односно, што би се рекло, набавувач и чистач на жртвите на неговиот син, кој ќе стане поддршка на Клер во незините истражувања, ќе сподели интима кога ќе и треба, иако е под истрага од страна на детективката Наоми и ќе биде криен во имотот на богаташите, ќе си добие и своја разрешница овој лик. Меѓутоа, покрај него во серијата, да не го заборавиме, уште еден член на семејството, Джейкоб Бастер, тој го знаете од Suits и од Колони. Тој глуми Петер Логан, тој е во повампираниот син на Артур, кој горе во првата епизода и се регенерира неговата кожа во текот на серијата и се бара лек најпрв од Артур и потоа од неговата сестра против вампиризмот. Ќе се навлече да по вампири една негова жртва ќе се приврзе со неа и самиот на најлош можен начин ќе осознае дека не е толку лесно да се држи друго индивидуа под контрола. Потоа во серијата се појавува и Кевин Керол, знаеме него од Blindspotting, од филмот Velvet Buzzsaw и од Being John Malkovich, тој глуми Зеке Девис. Тој е кумот на ќерката на Марк, односно тој требало заедно со Марк да отвори ресторан пред да се зарази ќерка му. Тој е кумот кој што ќе донира крв за неа и ќе првпат ќе забележи символите на вампиризмот, односно на знаките кои што таа ги има и на веките, ама ќе се заплетка дури во обиствениот поход на Марк кога ќе треба и кога нема да треба, со тоа што тој ќе си продолжи да го развива неговиот ресторан и ќе го има животот кој што би требало да го има Марк доколку не се случеше оваа несреќа. И да не смееме да заборавиме Желјко Иванек, односно него го знаете од мал-милион на американски филмови, го знаете од Арго, од Ханибал, од Seven Psychopaths, од Three Billboards Outside Ebbing, Мисури, односно тој глуми Артур Логан, тој е докторот кој што експериментира по секоја цена да дојде до лекот за против вампиризмот на неговиот син и тоа бара помошта од неговата ќерка која не ги одобрува неговите начини на работа. Покрај Желјко во серијата се појавува и Фернанда Андраде, таа Елизабет Кейн, таа е починатата сопруга на Марк, која што се жртвува во една сцена за да може да ја испие незината крв ќерка и во моментот кога нема да може да биде набавена крв за неа. И покрај нив во серијата се појавува и Джейми Сайто, кој го знаете од Two Broke Girls, тој глуми Бен Джонс, Джош Уингейт, го знаете од World War Z, Dark Skies и Priest, тој глуми Роланд, тој е платен убиец кој што се обидува да го држи наркобизнисот на Артур во погон. И покрај нив се појавува Ато Есандоа како Френк и Керолин Нев како Даниел Вилсон и Дейл Дики, да не ја заборавиме, која што знаете од Hell or High Water и од Winter's Bone, која ја глуми Дебра Харпер, која накратко се појавува во една епизодна улога, таа е представничка на Интерпол, која што се обидува да влезе во трага на овие убиства на цедење на крвта од жртвите, која што ги следи дури од Канада, каде што претходно фигуриле, односно каде што ја прехранувал претходно Марк неговата ќерка. И ќе ја доближи детективката до сознанието
кој е всушност низиниот сосед. Тука правиме уште една кратка музичка пауза во продолжение на емисијата од Обединетото кралство. Преминуваме повторно назад во САД, конкретно во Бостон, Масачусетс, местото каде што ни доаѓа бендот Гозу. Гозу се препознатливи по нивниот моќен стонер рок и влијание од хард рок и хеви метал. Имаме шанса да слушнеме композиции од нивниот нов албум именуван како Remedy, односно ќе слушнеме Tom Cruise Control, Rambo 2 и Джо Дон Бейкер. Така што продолжение ги слушаме моќните Гозу и потоа се враќам ветер да ви говорам за одредени спецификации кои што ви поседува ТВ серијата Let the Right One In. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 110-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, во која што ви говорам за Let the Right One In, а во последниот чин на емисијата ќе ви говорам за одредени спецификации кои што ги има оваа серија, која што за жал нема најавна шпица, само има рекапитулација на тоа што претходно се случило, што е клучно за одвивањето на настаните во тековната епизода која што ќе ја гледате. Режисери на серијата се Сет Мен, односно тоа е човекот кој што го има направено пилотот, има 5 Deep Breath снимено и епизоди на Fringe, и покрај него по неколку епизоди снимаат Ева Сорхок, Виет Нагоем, Сара Бойд, Хироми Камата и Клоe Окуно. Музиката ја работат се извинува Жизу Греко и Дан Ромер. Имаат составено амбиентален синти оркестрација со минималистички удел во сцени каде што има емоционален набој. За жал немав можност да го пронедам самиот скор да може да слушнете извадоци од него за оваа серија, нема засебно издание. Меѓутоа музичкиот избор кој што се платени композиции за да се најдат во оваа серија, на самиот саундтрак, ја имате Shake It Out на Florence and the Machine, Sweet Child of Mine на Guns N' Roses, Special на Lizzo, The 30th на Billie Eilish, Blood Bank на Bon Iver, а за финалето ќе ги слушнете во последната епизода, нели God's Gonna Cut You Down на Johnny Cash и Airbag на Radiohead. Нив ги чувале за самата завршница на серијата. Поглед на сценографијата која што е одбрана, имате од една страна луксузниот дом на богатите, во кој што дури си има приватна лабораторија наспроти становите во зградата во Њујорк каде што живеат, самите ликови, па и ресторанот кој што е некаква си спрега кој е наменет за да ги задоволи пред се поимотните, односно да веќе репутацијата како ќе си набие, си има своја клиентела која што ја направиле ликовите кои што односно не направил кумот на Марк кој што имал зацртана цел да биде како заедно да го држат заедно со Марк. Во поглед на фотографијата Ерик Бранко и Джей Федер ја реализираат со тоа што има интензивна топла жолта боја во домовите на светлота, кои што ја поседуваат и која се прелева со своевидно зеленилова некаква си резеда, меѓутоа има и стерилното белило на светлината во лабораторија кај што се изведуваат нели самите експерименти на кои што подлегнуваат ликовите за потрага по антивирусот. Во поглед на монтажата Рајан Денмарк, Дерек Амброси, Ребека Валенте и Синди Трисел ја работат со тоа што се шета самата, односно тие прават некаква си паралелизација, односно непосредно ги прелеваат трите чинодействија помеѓу тоа на семејството богаташи од една страна и од друга страна двете семејства кои што живеат во Нью Йорк, односно станува збор за двете фамилии во зградата, односно соседите, детективката и
самиот Марк и неговата ќерка. Во поглед на костимографијата и шминката, модерно време во прашање, меѓутоа има разлика која што носат финансиски нееднаквите, односно богатите и сиромашните. Имаме и ресторан кој што си има своји униформи и како што се медицинските форми во лабораторија. Поглед на надприродното имаме вампиризам кој што се третира со помош и на суперсила која ја поседуваат пред се тие кои што ќе бидат гризнати, наводно го добиваат еликсирот за вечен живот, се додека некој ги прехранува, така што има надприродни елементи во игра, без разлика на тоа што вампиризмот се третира од нишката на медицината и како се бараат лекови против овој вирус. Нема хумор, нема еротика, не барајте такви елементи во оваа серија, има практични крвави ефекти и CGI горење во поглед на визуелните ефекти кои што се употребени. Има еден флешбек во мигот кога се инфицира ќерката на Марк и Елизабет, односно прикажани се низните родители во помлада годишна возраст, жанровски ова е хорор мелодрама, се говори на англиски јазик, а поглед на недостатоците никогаш нема да се долови скандинавското студенило. Сметам дека нарконишката не знам колку е разработена, не знам колку е ефикасна, едноставно постои во серијата, меѓутоа не е тоа нужна и потребна да биде конститутивен дел и да не знам колку продлабочи за сето тоа што има Let the Right One да донесе, едноставно ја пројавува таа доза на зависност која што би се развила во контекст на ширењето на оваа зараза, од која што не знаеме се уште кој е иницијаторот и освен дека кога биле излезени од училиште на посета на астронотското друштво, таму биле инфицирани, односно биле земени податоци каде живеат и богатиот и воопшто ќерката на Марк, и поради тоа некој ги има загризано и едниот и другиот во истиот тој ден, некој посетител од друг град, како што веќе се напоменува. Така што тоа е таа отворена нишка која во другите сезони верувам дека ќе беше обработено, меѓутоа баш поради тоа што енигмата не е разглобена, мистеријата не е осветлена за тоа кој е виновникот, односно кој го носи вампиризмот во градот и како го носи тоа, остануваат тие прашања неодгатнати, меѓутоа тоа е судбината кога се прави една сезона. Во поглед на континуитетот на епизодите, ви напоменав дека се предолги, ги има преголем број, има празен од на моменти помеѓу паралелизирањето на действието, така што ова приказно би можело и во 6 часа да се разработи. Во поглед на градењето на ликовите, поради тоа што има 8 часова серија, има доволно време да се запознаете со сите ликови и да се остави простор на трите семејства и да се нафрлат дури и излишни споредни ликови. Во поглед на аналогијата, односно референциите кои што може да се наповедат, вие посочив книгата на која што се базира на Линквист од 2004 година, филмот на Томас Алфредсон од 2008 година и првата американска филмска адаптација Let Me In на Мет Ривз од 2010 година. Слични серии со неја се интервју со вампирот, Outcast, Dracula, Being Human, What We Do in the Shadows, Wolfpack, Tokyo Vampire Hotel, Moonlight, Chapelwaite, Sacred Lies, Blood Ties, The Strain, Brand New Cherry Flavor, Salem's Lot, First Kill, 30 Days of Night, Blood Trails, Dark Shadows, The Originals, Penny Dreadful, ќе ја напоменеме, Anne Rice, Mayfair, Witches, The Returnant и секако Кога се мека и вампири, не сме да се заборават Ви и True Blood. Филмски адаптации секако The Addiction од 95-та на Ферара, Near Dark, Надја, The Hamilton, се ТВ серии, односно филмови во кои што се третира вампиризмот како болест. Поглед на атмосферата, таа е стравична и драматична, загарантирана е гледливост и постигната е уведливост. Поглед на епилогот, дознаваме дека се каснатиот човек пред 10 години и ќерката на Марк, исто како што тоа се случило и со братот на Клер,
не дека Клер е подготвена да им помогне на семејството со оглед на тоа што последната епизода ги посетува Марк и неговата ќерка, меѓутоа потребни се да може таа да експериментира на некој човек кој што исто така ги има истите агенси како што ги има и низиниот брат, меѓутоа го става пресвршен чин да бира самиот детектив кој го има убиено низиниот помошник, дали ќе ја заштити неговата ќерка со тоа што ќе убие детективката која што се приближува премногу до нив, со тоа што во една ситуација кога ја остава Елеонор сама во лабораторијата, Клер го користи тој момент за да може да експериментира, односно да вбризга еден серум кој што се надева дека ќе може да го спречи старењето кај Елеонор. Во таа физичка пресметка која што се случува во последната епизода се повредува детективката и за да биде спасен незиниот живот, токму Елеонор таа која што ќе ја повампири за да барем на еден или на друг начин да ја остави во живот. Со оглед на тоа што луѓето кои се обидуваат да најдат лек ќе бидат, не знаеме дали сме фатално повредени или само се онесвестени. Меѓутоа, во секој случај фалат епизоди, фали значи дополнителна разрешница ако веќе се затвора на една сезона и тоа како е потребно да ја има оваа ТВ серија, која што едва може да речеме дека 8 од 10 би ја валоризирале, со оглед на тоа што е прилично солидна глумата, е прва и можеби единствена ќе биде оваа адаптација на ТВ серијата во американското тло во контекст на ТВ серија и не би очекувале да добие ново продолжение благодарение на Showtime. И не би го имало заради тоа што не би знаеле, нели, дали би се сработил лекот кој е тој што ги има инфицира, што ќе се случи со Еленор како е бризган, нели, серумот за старење, како ќе се однесува повампирената мајка, значи ништо од тоа нема да дознаеме, едноставно засечена е серијата со секира, не е тоа клифхенгер кој што на добра волја го направил самиот автор на серијата. Верувам дека тука други нечестиви сили биле во игра, меѓутоа мора некаде да пресечат Showtime, а тие се способни да сечат токму кога е нешто на почетокот на неговиот креативен развој. Ова епизода, заедно со сите други епизоди на TV103, како и на епизодите на мојата друга емисија, која се емитува секоја среда на канал 103 Дансе Макабре, како и мојата YouTube емисија, каде рецензирам квалитетни филмови, што исто така се актуелни видеологија, може да ги пронајдете на каналот на Златко Ѓеревски на YouTube, а и на епизодите на овие серии, односно на овие емисии, конкретно за ТВ серии, TV103 може да најдете и дел и на Mixcloud. А за самиот крај на емисијата да напоменеме неколку наставни кои што се од културно милје, кои што може да ги посетите за да се надградите пред се на ова културолошко рамниште, односно тука е Nihon-ji, фестивалот за јапонска култура, 27 мај, ова сабота, каде што може да поминете и да го проследите, да ја проследите панел дискусијата во која што јас учествувам, говорејќи за Ghost in the Shell, односно за трансхуманизмот и како да се стане пост човек. На 10 јуни во сабота Metal is Charge, четврто издание во обитола на ракометното игралиште се одржува овој одличен метал фестивал кој што ќе биде збогатен со настапите на Mammoth, Lucent, Conspiracy, Shock Troopers, Demency и Violent Chapter, гостите од север. Така што покрај овие настани може да напоменеме концертот на Мавро Гала, Драмашин и Дивоградба во Котур од 20:30 започнувајќи денес. Потоа Day of Next Generation настапуваат ова сабота во Браво. Да, Impromptu Meetings има ова сабота исто така од 21 часот во Джези. Да не
заборавиме 22-то издание Новфест започнува на 7 јуни и трае до 10 јуни и секако моментално се одвива фестивалот Cotton Blues фестивал во Младинскиот културен центар за љубителите на блузот, промоција на Карпа во морето од Павлина Атанасова. Исто така се случува денес во Младинскиот културен центар во 20 часот и секако утре со почеток од 20 часот од Буква, Пас Мюзик од Бруклин и Джезбола од Белград настапуваат таму. Филмај, фестивалот на краток филм во Куманово се одржува на 30 мај, односно овој вторник. Стрип Трип фестивалот во Младинскиот културен центар се одржува на 17 и 18 јуни во сабота и 30 јуни до 2 јули до фестивал 2023, односно изданието кое што се одржува во Дојран и не смее да се заборави концертот кој што ни престои на Аморфис од нивната Halo Tour 2 ноември, Младински културен центар во 19 часот. За крајот на емисијата ќе слушнеме екипата на Дон Мекриви, односно станува збор за бендот Dirtface и композиции кои што се наоѓаат на нивниот албум Sulfur, односно станува збор за авторот Нешвил, Тенеси, значи од Бостон одиме во Нешвил, остануваме се уште во САД, каде што овој автор прави заедно со помош на останатите музичари од неговиот бенд прави една музичка хибридизација помеѓу прогресивниот рок-н-рол, психоделичниот призвук, шугейс, стонер и дум елементи, неопсиходелија, пост-рок композиции. Едноставно има голем дел на албумот беа инструментални, едно мислам дека имаше со вокали, меѓутоа ќе слушнеме Sulfuric Mud, таа е една од подолгите творби на овој албум и ако имаме време ќе завршиме со доред Swing Set. Значи слушаме Dirtface на канал 103. А вие го следевте 110-то издание на емисијата TV 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализирав првата сезона на серијата Let the Right One In. TV 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.